Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за аглутинацијски реакции. Сега, пред да продолжиме да разграничиме некои си разлики помеѓу преципитација и аглутинација. Едноставно, нели, во претходното видео видовме што е преципитација и тоа е навидум, односно таа појава е многу слична со аглутинација, но сепак си има некои разлики кои треба да ги спомнеме. Сега, во претходното видео кога зборевме за преципитација, ги имавме антителата, така и ги имавме антигените. И поентата е за да се формираше вако во вид на скеле, мрежа, структура, така, ваква мрежеста структура која ќе преципитира, потребно беше да имаме поволна концентрација, односно оптимална на антитела и оптимална на антигени. Така, ако имавме премногу антитела или премногу антигени, немаше да имаме преципитација. Е по тие исти принципи важат и кај аглутинација. И ќе го разгледаме тоа дека потребни се оптимален број на антитела и антигени. Но поентата е кога се формираат талозите, сушто се формираат од различни компоненти. Значи, да идеме овдека десно на табела, каде што не вика дека аглутинација е процес на формирање на солидна маса, нешто што можеш да го видиш, од партикули кои се наоѓаат во растворот. Односно, некои си големи молекули, значи во овој случај партикули, што не се молекули, него се цели еритроцити. Така, значи цели еритроцити. Некои си големи формулации, добро, може да видат некои си големи молекули, но во овој случај се цели клетки. Така. Додека кога имавме за преципитација, овдека беа само дадени антигени, значи мали молекули. Односно преципитацијата е процес на формирање на нераствор или на солидна маса од реакции, ионски всушност реакции. Не мора да бидат ионски реакции, знаеме дека не се образува ионска врска помеѓу антителата и антигените, ама се некои слаби хемиски врски. Така, значи ова овдека табела десно е всушност општо за хемија, но важи истото. Е сега, кога зборевме за преципитација, нели имаше една ринг техника, каде што имавме во епрувета и се добиваше еден прстен, така, каде што имавме всушност преципитација и тој беше некаде на средина на растворот. Додека кога имаме овие овие аглутинации, обично талогот, така аглутинатот, односно солидната маса се формира и тоне на дното. Така, значи не останува некаде на средина на растворот. Иако и преципитатот всушност може да биде на дното, но најчесто преципитатот има некаков си волумен зафаќа низ целата средина, така може да биде и тука на дното, но го има насекаде, додека аглутинатите всушност најчесто паѓаат на дното. Но тоа главно што треба да го знаете е сликава лево, така, значи аглутинација кога се врзува со големи некои молекули, односно кога се врзува со клетки или со некои партикули, дека преципитација е кога се врзуваат или слаби некои хемиски врски со некои си дадени мали антигени. И самиот збор аглутинација всушност потекнува од зборови кои што всушност значат да се слепи, така слепување. Така, значи аглутинација е слепување. И како кај преципитација, нели кај во преципитација антителата кои прават преципитација беа преципитини, кај аглутинација антителата кои прават аглутинација се аглутинини. Многу едноставно. Сега, како во претходното видео со преципитација, повторно се повторувам, дека мораме да имаме некоја си оптимална концентрација на антитела со антигени со цел да се случи и аглутинација. Односно, да речеме дека имаме овдека некакви си партикули кои на нив имаат дадени антигени. Така дека имаат антигени, ќе направиме и тука уште едно. Имаат дадени антигени. И да видиме што ќе се случи едноставно ако имаме премногу антитела. Така, ако имаме премногу антитела за овие антигени, во тој случај секој антитело, ајде дека да ставам неколку антигени, во тој случај секој антитело ќе се врзе со едниот крај само. Така, значи секој антитело ќе се врзе само со едниот крај на дадениот антиген. Така, и сите епитопи ќе бидат всушност пополнети. И едноставно ќе не може така да се донесе едната партикула, едниот еритроцит во овој случај, да се донесе, односно да се слепи со другиот еритроцит и поради тоа ќе нема аглутинација. И едноставно, ако почнеме да го разредуваме растворов на антитела, така овие се антителата, и ако почнеме да го разредуваме тој раствор на антитела, се додека не постигнеме некоја си концентрација на антитела, каде што ќе почне да се случува следно. Имаше едното антитело кој се врзува вака,
едно антитело се ќе направи малку поголемо, ама добро, нема врска. Вака и овдека едно вака. И кога концентрацијата на антитела ќе биде оптимална, така концентрацијата на antibodies ќе биде оптимална, за да може да се направи некоја си ваква мрежеста структура, во тој случај ќе имаме аглутинација. Исто не може да имаме премалку антитела. Ако имаме многу малку антитела, например да речеме дека ова го нема и ова вдека го нема, повторно немаше да биде доволно со цел да се случи аглутинација. Значи ни треба една оптимална концентрација, еден оптимален сооднос помеѓу антигените, односно антигените кои се наоѓаат на овие партикули, да бидат во оптимален сооднос со антителата. Значи за да се случи аглутинација битно ни е тоа, но исто така битно ни е антителата да се поливалентни, што најголем дел нели се да имаат две антиген врзувачки места, или барем две, со цел да може да слепи едно партикула со друга. Така, ако имаше само едно антиген врзувачко место, без разлика каква е концентрацијата, едноставно не може да има слепување. Така, значи треба да барем две антиген врзувачки места со цел да може да се случи аглутинација. Сега најголем дел се така. Така. Значи освен тоа што треба да се антителата поливалентни, исто така серумот кој се користи треба да е релативно моноклонски. Односно ако ставиме поликлонски серум, да речеме дека тука се врзало некое си антитело кој има поголем афинитет. Така, тоа значи дека виолетово антитело всушност не може да се приврзе на ова место. Ај сега да не бришам. Ама приметувате, ако овдека се прикачило портокаловото, прво да речеме дека има поголем афинитет, во тој случај ова овдека ќе не може да се прикачи. Едноставно ќе си пречат едно на друго. Така, тука ќе се прикачи некое си зелено антитело, така, кое ќе му пречи исто овдека на виолетово и така натаму и така натаму. Jednostavно нема да биде ефикасно формирањето на ваква мрежеста структура, односно нема да има аглутинација или ќе има многу помалку аглутинација. И затоа е исто битно да имаме моноклонски антисерум или моноклонски серум, моноклонски антитела, кога сакаме да извршиме одредена аглутинација. Сега исто нешто друго што е интересно е да некои антитела, иако например се поливалентни, иако ставиме моноклонски серум, повторно не би можеле да извршат аглутинација. И тие антитела кои не би можеле да извршат аглутинација се всушност наречени нецелосни антитела. Сега, не дека им фали нешто, едноставно, да речеме, тие се некои антитела, каде што хиндж регионот, памтите хиндж беше зглобниот регион. Така, тука беше хиндж регионот, кај што брежам со зелена боја. Хиндж регионот, едноставно можеби не им е убаво формиран, или пак се антитела кои што има тежок зинџир, кој што нема ваков хиндж регион. Не сите антитела имаат зглобен регион. А ако немаат зглобен регион, едноставно потешко му е на антителото, односно на двата антиген врзувачки места, да се движат. Така, бидејќи знаеме дека зглобниот регион е битен за да може да имаме движење, со цел да може да се врзат два антигени кои можеби се на некои си по така различни позиции. И тие антитела кои немаат ваков зглобен регион, потешко им е да извршат аглутинација. Така, значи потешко им е да извршат аглутинација, поради тоа што имаат не фаличен, но едноставно им фали зглобен регион. Значи, ајде вака ќе бележиме тука нема зглобен регион и затоа нема движење. Ајде ќе бележиме овако со црвено. Значи нема движење на антиген врзувачките места, едноставно не може да слепи две партикули добро и затоа не би имало аглутинација. И сега нормално исто така се подразбира дека аглутинацијата ќе зависи од други фактори, значи освен тоа што ќе имаме моноклонски поливалентни целосни антитела, исто така нормално дека ќе зависи од pH на средината, дека ќе зависи од температурата на средината, дека ќе зависи од некои други хемиски соединенија кои можеби се наоѓаат во околната средина, односно во растворот, ќе зависи од време на инкубација така ако го оставиш подолго може дека се случи. Ти ако чекаш одмah да се случи аглутинација, може и нема така да биде. Значи дали ќе се случи аглутинација зависи од многу фактори. Каде што во најголем дел ние можеме да влијаеме врз тие фактори.
Сега, да видиме каде ова може да се користи, односно како се користи на пример за одредување на крвни групи. Значи крвните групи, дали беше уминатото видео или не знам каде беше, ги запишав ако ги гледаме спрема АБО системот. АБ и нулта. И да речеме, ќе направиме еритроцит. Овој има зелен антиген, овој има син антиген, овој има и зелен и син антиген, а овој нема антиген. Така, тој кој е А крвна група има антитела кои се за синиот антиген, тој кој е Б крвна група има антитела кои се за зелениот антиген, тој кој е Б нема антитела, тој кој е нулта има и зелени и сини антитела. И сега како со ова може да одредиме крвна група? Едноставно да речеме дека зимаме серум од некој пациент. Дека не знаеме која крвна група е. Значи зимаме крв, имаме доле крвните елементи ќе видат, така горе ќе видат дека серумот, и во серумот се наоѓаат овие антитела. И ќе бележиме са со бела боја, бидејќи не знаеме кои антитела ги има. Така, да речеме, окей. И сега зимаме од тој серум, и ќе капнеме во една плоча, така, значи ќе имаме една плоча, така, која што ќе има 1, 2, 3, 4 дупки, каде што ќе ставиме крв. Ставиме крв од А, Б, АБ и нулта крвна група, така некој си пациент. Мислам, тие се стандарди. Сега, ќе капнеме од серумот на овој пациент, непознатиот, така, и што ќе се случи? Ќе да речеме дека овдека имало аглутинација, така, тука имало аглутинација, и тука имало аглутинација. Така, во тој случај, која крвна група е овој непознатиот пациент? Одговорот е, он е крвна група А. Зошто? Бидејќи тоа значи дека имал вакви сини антитела. Така, овие сините антитела се врзале за овој епитоп, овдека не се врзале, така, исто и овдека не се врзале, немале зашто да се врзат. И затоа во А и во нулта пробите неаме аглутинација. Добро, но зошто не е нулта? Така, епа ако беше нулта, во тој случај ќе ги имавме овие антитела во серумот. Тоа значи дека ќе имавме аглутинација исто така и во А. Така, зашто зеленово ќе се врзеше овдека и А ќе аглутинираше исто така. Затоа, поради тоа што имаме аглутинација само во Б и во АБ, тоа значи дека пациентот е крвна група А. Сега, нормално треба да се погодат pH, температура, колка волумен се става, но ова е стандардизирано, така се знае овдека колка волумен се става од пробите, така да речеме сега лупам 10 мл и дека се зима, не знам, 1 мл од серумот на пациентот, така, и се мешава во тој сооднос и се добива. Сега, ја ги лупам вредностија, нема врска ова, но тоа е принципот че се знае од прилика кои ќе бидат волумените, кои ќе дадат аглутинација. Исто ова може да се направи на друг начин, каде што ќе земеш едноставно исто такво, каде што ќе имаш два отвори и ќе капнеш крв од пациентот. Така, ова е крв од пациентот. Каде што врз незе ќе капнеш одреден спремен антисерум. Така, во првото ќе капнеш од антисерум А, значи анти А, во второто да речеме ќе го капнеш со анти Б. Анти Б. Значи анти А се зелените, анти Б се сините антитела. Океј. Сега, тие се значи стандардно подготвени, ги имаш и вака сега ставаш за да тестираш. Ако има аглутинација само спрема анти А, значи само тука ако има аглутинација, во анти Б нема аглутинација, тоа значи дека ова е крвна група А. Така. Ако има во двете аглутинација, тоа значи дека ова е крвна група А, Б, бидејќи и во двете се врзани антителата. Ако во ниту едно нема аглутинација, тоа значи дека пациентот е крвна група нулта. Во овој случај рековме дека пациентот е крвна група А, и тоа значи само таму кај што сме најделе анти А има аглутинација и пациентот тоа ќе биде крвна група А. Сега овдека имаме например една слика
многу е мала. Вака ќе ја зголеме. Каде што поентата е земале различни стаклица и ставиле крв од, не знам, од овца беше или не е битно, каде што ставиле исто количество крв секаде. Значи ставиле исто количество крв секаде, но земале серум или антигенот на тие крвни зрнца серум и го аплицирале во различни концентрации, односно во различни количини. Овдека например ставиле 1 милилитар, така кој ќе обележиме само со кец, додека во второто ставиле пола од тоа, значи 1/2, додека ставиле 0,5 милилитри вода, одека ставиле 1/4, одека ставиле 1/8, 1/16 и така натаму и така натаму. И се гледа, овдека исто не ставиле ништо. Тоа било 0 од 10-ката. И се гледа дека аглутинација имаме само во првите 3. Само во првите 3 се случило аглутинација, додека после кога имаме разредување од 1/8, веќе немаме аглутинација. Значи концентрацијата на антитела, концентрацијата на антибодис во овие 3 разредувања, значи во 1 половина или четвртина, била доволна, односно на некој начин оптимална, со цел да се предизвика аглутинација, додека понатамошни разредувања едноставно веќе не предизвикувале аглутинација, немало доволно антитела за да се направи мрежа. Овие методи со еритроцити всушност може да се користат и за одредување на тоа дали антителата на мајката можеби ќе нападнат еритроцити на фетусот. Например, ако се земат еритроцити од фетусот, така, земат еритроцити од фетусот, и да речеме дека антителата на мајката стварно да ги нападнале, тоа значи дека ќе има антитела од мајката кои ќе бидат залепени вака. Така, на еритроцитите може ќе нема аглутинација, но поентата е има антитела од мајката кои ги нападнале еритроцитите на фетусот. И сега како да видиш дали тоа се случило? Едноставно се додаваат, не се зема примерок од еритроцитите на бебето, односно на фетусот, и се додаваат anti-human antibodies или anti-human имуноглобулини. И поентата е, овие портокалови антитела се врзуваат, сега како го настран вака, се врзуваат за краевите на хуманите антитела. Така, значи некако ќе се врзат вака. Тука ќе ставиме уште едно вака, тука едно вака. И сега ова ќе се врзе за него и за него. И овдека ќе ставиме едно вака сино, за да изгледа да има логика. И ова вака ќе се врзе за ова. Така. И поентата е ќе го направи овој комплекс да преципитира, да аглутинира. И ако тоа се случи, тоа значи дека имало антитела од мајката, антибодис од мајка, кои се врзале за еритроцитите на фетусот. Исто ова може да се направи, барем слично нешто на ова, да се тестира дали ќе има антитела за ако бебето е РХ позитивно. Например, одека сега збориме за АБО антигени, но после многу други антигени постојат, М антиген, Н антиген, Д, РХ и така натаму. Сега, ако се земе серум од мајката, која да речеме уште немало дете, така, ама се мислело да прават дете, да знаат дека таткото е РХ позитивен, земат серум од мајката, така дека се еритроцитите, тука е серумот, и сега натрево серумот на мајката речеме дека има вакви антитела, и ова обично се прави при втора бременост, значи не се прави при прва бременост, и се земе серумот мајката и се тестира врз примерок, значи се тестира врз примерок кој се знае, односно се земаат антигени, примерок каде што се знае дека на тој примерок има Д антигени, кои всушност соодветствуваат на РХ, така плюс. Сега, поентата е, ако се случи аглутинација, нормално вакви имаме повеќе. Така, ако се случи аглутинација, да ги бележам сега Д антигените. Поентата е, мајката, тоа значи дека мајката има антитела кои врзуваат Д антиген, односно врзуваат РХ плюс. Тоа значи дека ако таа мајка има дете со РХ позитивен маж, тоа значи дека детето ќе биде РХ позитивно, односно ако биде РХ позитивно, мајката ќе има антитела кои ќе го напаѓаат фетусот и затоа треба да се земе терапија со цел тоа да не се случува. И ова не е некој проблем во прва бременост, бидејќи уште нема дури да развие телото антитела доволно, но поентата е за втората бременост веќе ќе има спремни антитела. Така што за втора бременост ќе може да биде проблем. И затоа тогаш треба
Добро, се надам дека го разбравте ова. Сега да видиме како овие реакции може да се искористат всушност за да се одреди колку е напредната одредена инфекција од бактерија или пак од која бактерија е инфекцијата. Сега како може да се одреди тоа? Да земеме вака еден табла каде што ќе имаме вакви бунарчиња, каде што ќе ставиме, ќе направим вака повеќе, така, ќе ставиме иста количина на антиген од одредена бактерија. Или пак да едноставиме, само ќе речеме дека ќе ставиме бактеријата. Но поентата е сега да ќе ставиме исто. Така, значи тука имаме, тука, така. Сега да ставаме од бактеријата. Сега да ставаме исто количество и сега ја лупам некој си број. Да речеме ставаме 100 бактерии. Така. Кој знаеме дека од тие е заразен? Така во овој случај, првиот, знаеме од која бактерија е инфекцијата, но сакаме да видиме колку е до кое ниво е стигната инфекција. А тоа ќе го одредиме спрема тоа колку антитела има во серумот на пациентот. Ако има многу антитела, тоа значи долго време била инфекцијата постоела и едноставно се акумулирале многу антитела. Ако има малце антитела во серумот на пациентот, тоа значи релативно е нова инфекцијата. Така не прогредирала многу. Сега, да речеме дека знаеме исто така, ова е значи определено преку експеримент, дека за секоја, значи за 100 бактерии, ајде да речеме да аглутинираат, потребни се, лупам сега, 500 антитела. Значи требаат 500 антибодис и 100 антигени во овој случај бактерии со цел да се случи аглутинација. Така, сега, ние знаеме дека во секој од овие бунарчиња сме ставиле 100 бактерии. Така може тоа да биде некој антиген заедно со бактерија, но не е битно, вака само упростуваме. И сега зимаме прувета, така каде што сме извршиле центрифугирање, доле се еритроцитите, го имаме серумот од пациентот. И сега го зимаме серумот, но вршиме серија на разредување. Значи од првото ставаме еден пол волумен, заисто колку е, не е битно. Поентата е во наредниот ставаме пола од тоа. Ставаме четвртина од тоа, ставаме осмина од тоа. И така натаму и така натаму. И некогаш дури се стига до еден од 640. Или пак може да стигнеме еден до 50.000. Така, значи огромни разредувања. Сега, што подоцна, односно во што поразреден серум се случи аглутинирање, тоа значи дека е понапред инфекцијата. Односно, да речеме, ако при КЕЦ немаме аглутинација, окей. И добро, идеме дека и стигаме до еден врз 640. Значи 640 пати поразреден од почеток. И да речеме дека тука се случи аглутинирање. Така, бактериите едноставно ќе се исполепат со овие антитела и едноставно ќе аглутинираат на дното. Тоа значи дека од волуменот кој сме го земале, ние сме требале да го разредиме така 640 пати со цел да стигнеме до овие 500 антитела. Зашто реков, овие се произволни бројки ја што ги давам, но дека требаат 500 антитела со цел да се случи оваа аглутинација, бидејќи знаеме дека имаме 100 бактерии. Тоа значи дека во почетниот, кога не сме го разредиле, сме имале 500 по 640. Така, 500 по 640 имаме овдека. Сега, ако се случеше во првото аглутинација, речеме овдека дека се случи аглутинација, тоа значи дека во еден волумен имаме само 500 антитела. Така, тоа значи дека има малце антитела, така што и во мал волумен ќе се случи аглутинација. Додека овдека требавме да го разредиме многу, со цел може да се случи аглутинација. Односно, на некој си начин, ако би го нацртале на график, да речеме дека тоа би изгледало вака, имаме еден график, каде што ова нагоре е, например, концентрација на антитела, или волумен антитела, количество на антитела, или како сакате. Ова вдека се разредување. Така, значи имаш еден волумен, имаш половина, имаш четвртина, имаш натаму некаде си бројки, до некаде си еден врз 640 или повеќе. И сега да речеме, за да се случи аглутинација, треба волуменот, односно количеството на антитела, или концентрацијата да е тука некаде. Тоа значи као овој виолетовиот пациент, први сме почнале вака, многу па сме правиле разредување, додека не сме стигнале до тука некаде, па дури на ова разредување, да речеме 1 врз 640, имаме доволен број на антитела со цел да се случи аглутинација. Додека кај протоколовиот пациент, одма, така, значи одма вака, како да го направам,
Така, оп, одма имаме доволно со цел да се случи, значи врз еден цело или една половина, да речеме, одма се случило разредување. Значи има многу помалце антитела во споредба со овој кој има многу повеќе. Ако има многу повеќе антитела, тоа значи веќе долго траела инфекцијата. Сега, на сличен принцип, односно обратно од ова, можеме дури да одредиме која бактерија извршила инфекцијата. Например, исто и да речеме дека имаме така една табла со бунарчиња, така, со бунарчиња, каде што во сите бунарчиња земеме всушност од серумот или пак од крвта, значи не ќе серум, сакаме цела крв, не земеме од крвта на тој пациент и ќе ставиме во сите исто количество. Така, сега нормално крвта не би требало да има бактерии, но поентата е, би можело да има некои си антигени од патогените организми, или пак ќе земеме дел од кај што се смета дека инфекцијата, така, например, се гледа на некоја си рана дека има, и ќе се зема еднакво количество од материјалот. Ќе се стаи. И поентата е, имаме готови, значи шишенца, кои што имаат антисеруми. Така, односно имаат, да речеме, сини антитела, имаат портокалови антитела, имаат жолти антитела, значи тие се веќе подготвени. И едноставно ставаме од синото овдека, од портокаловото овдека, од жолтото тука и да речеме дека овдека се случи аглутинација. Тоа значи дека пациентот има од жолтите бактерии. Веќе жолтите бактерии со жолтото антитело даваат аглутинација, другиве не даваат аглутинација, значи нема од тие бактерии. Нормално повторувам дека само морате да запамтите дека симплифицираме, не е нормално толку просто во праксата има се мери, се прави, значи многу фактори треба да се пазат, но ова е основниот принцип на кој тоа би работело. Исто, на овие аглутинацијски реакции може да се базираат одредени тестови кои што служат за одредување на одредени нелегални супстанции, например одредени дроги, одредени стероиди и така натаму. Например, имаме сад во кој имаме урина, така имаме урина од некој си личности, се сакаме да одредиме дали во неговата урина има одредени нелегални хемиски супстанции. Да речеме ќе брежавака со некоја си темно виолетова боја. И има два случаи, значи ово е случајот кај што има, да речеме ќе ставиме и една вака сад, кај што ќе имаме само урина, кај што ќе нема, така ќе ги нема тие забранети супстанции. И сега ние знаеме која супстанца сакаме да тестираме, например тестираме за супстанца А, и тоа значи дека ќе ставиме анти-А антитела кои се подготвени некаде со некоја друга лабораторија. И поентата ги зијаме овие анти-А антитела и ги ставаме овдека. Нормално сега ќе речем дека ги ставаме тука, колку да видиме што би се случило ако би ја немала оваа супстанца. И сега овие антитела ќе оставиме да поминат една вечер, да се инкубира смесата, сам растворот. И они ќе се врзат едно тука, така едно тука, едно тука. Така да речеме дека ќе се врзат со таа супстанца, таа дрога. Така додека овдека кај што нема, едноставно ќе си останат слободни во растворот. И сега да речеме помина некое си време, помина те, така 24 часа. И сега ги зијаме пак садовите. Така, но сега во нив додаваме едни навидом пластични молекули, латекс молекули, всушност. Ева, на латекс молекула, која на самата латекс молекула ние ја имаме ставено нелегалната супстанца. Така, значи ја зијаме оваа латекс молекула, што е всушност носач, така, кериер на кој всушност ставаме вакви антигени. Така ги ставаме овие антигени кои во овој случај е нелегалната супстанца. И сега овие ги ставаме во растворот и ќе ги ставиме овдека во двата. Да видиме што ќе се случи. Во овој горниот раствор, кај што знаевме дека имаме таа нелегална супстанца, едноставно нема ништо да се случи. Така, значи нема ништо да се случи, ќе ги ставиме овие латекс молекули и овие латекс молекули ќе се седат внатре. Но, овдека кај што ја немавме нелегалната супстанца, тие латекс молекули, вака кои го имаат антигенот на нивната површина, ќе се врзат со овие антителата кои ги ставивме денот пред тоа. Така, ај вака ќе направам, сега лошо е нацртано малце, но вака ќе направам. Едноставно ќе се формира, ќе имаме аглутинација. Така, и тоа ни кажува, ако имаме аглутинација,
дека немало забранета супстанца или супстанца која некоја сакаме да тестираме, не мора да значи дека е забранета. Ако ништо не се случи, тоа значи ова е позитивно. Значи имало некоја си супстанца која сме сакале да тестираме. И односно отсуството на аглутинација, поради тоа што нема аглутинација, ни кажува позитивен резултат. Така, значи ова е многу паметен начин на користење на знаењето со цел да се одреди нешто. И ова например исто така, освен што се третираат некои например нелегални супстанции, ова исто се користи при кога сака да се види некоја жена дали е бремена. Ќе збориме за тоа понатаму, но може да ќе се базира всушност и на овој метод, иако ќе збориме понатаму и за Елиса и за некои такви методи, но кај жената така ќе направам вака два сада, кај што оваа горе ќе биде бремена, оваа нема да биде бремена. Не бремена, ова е бремена. Имаме урина од двете. Урина од двете. И во оваа овдека горе ќе има многу од хуман хорионски гонадотропин. Хуман хорионски ХХГ ќе го напишам, нема врска. Поентата ќе го има многу кај бремената жена, додека кај таа што не е бремена ќе го нема. И едноставно ќе ставиме повторно одредени антитела. Сега ќе брежам со жолта боја, значи ќе ставиме, нема да биде убаво жолто зашто урината е жолта. Ќе ставиме некои си црвени антитела кои се врзуваат со овој хормон. Така и ќе ставиме и кај оваа што не е бремена и кај оваа што е бремена. И поентата е, кога ќе помине одредено време Т, направам пак двата сада. Кај бремената жена антителата ќе се врзат со одредениот хормон, додека кај оваа ќе останат слободни бидејќи не се врзале на ништо. И сега ќе додадеме една латекс молекула врз која ќе ги прикачиме овие антигени и додадеме двата сада. И што ќе се случи? Во овој долниот ќе имаме аглутинација. Така во овој долниот ќе имаме аглутинација, односно латекс частичките ќе се залепат со овие црвените антитела кои останале слободни. Додека овдека во горниот едноставно нема ништо да се случи. Така, и ова е всушност повторно исто како со забранетата супстанца, но да видите дека може да се користи и за други работи. Значи ова може да се користи за додување до одредени вируси и така натаму и така натаму, но ова е основата што ви треба. И тоа беше се за ова видео, се надевам дека научивте што ново. Видовте како всушност преку аглутинација, преку сврзување на антителата со некои поголеми, покрупни честици, ние можеме да одредиме присуство или отсуство на различен број параметри, различен број хемиски супстанции. Може да правиме огромен број на различни анализи кои се базираат всушност на имунолошки техники. Добро, тоа беше се за ново видео и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.